Традиционалниот деликатес пача во штип или пифтија и слични називи во различни краеви од земјава. По обичај се јаде за празникот Богојавление, односно на 19 јануари. Луѓето или не ја сакаат или ја обожаваат, што значи дека ставовите се различни. Во некои места се подготвува и за Нова година, или луѓето ја послужуваат како специјалитет за Божик. За добра пача или пифтија секој има посебен рецепт, но штипјани се согласуваат дека не може секој да ја направи. Добро пача се прави од коски од нозе и рбет и сол тие работи. Варе се додека тоа желето околу коските да се направи течно и потоа се става тава. Кога ќе се оладе желето се стегнува и коските и се јаде. Добра пача, сега за сега со ние што имаме повишен притисок само со телешко од телешка глава, најдобра пача, најквалитетна. Ќе се сваре убаво, ако се сваре убаво ќе се направи, ако не се сваре нема да се направи. Па после извадиме месото, правиме со оваа речи го со коленици и месо ставаме пушено малку и оделиме месото, коските, се и седеме тоа водата, само да се направи бела водата. Ако се фане, ако не се фане, ама гледам се па на мојата пача. Некој прави, некој не. Сепак традицијата се уште се одржува. Во последно време овој специјалитет се наоѓа и готов по продавници, па наместо да прават, луѓето избираат да купат. Анкетираните штипјани се поделени во однос на мислењето дали пача уште се прави или повеќе се купува, но вела дека има и млади кои го подготвуваат овој специјалитет. Се прави. Кој знае да ја направи, ја прави. Кој не знае, не може. Не може да ја направи. Абе сите си прават. Мојот син е млад, ама прави се. Ние правиме. Ама изеда последна година ќе ни биде. Веќе сме стари со супругата и... Ја не правам, јас сум сама, не правам. Не јадам, имам мрсноти и така. Сте правеле ли претходно? Не, право си. А јас сум сама и не смеам да јадам мрсно. Пача или пифтија, всушност е вид јадење сварено од нозет или од главата на свиња или говедо. Освен кај нас се прави низ целиот Балкански полуостров и во Турција, Азербејџан, Ерменија, Авганистан, Иран, Ирак и Монголија, поради што веројатно е со многу древно потекло. Турците за подготвување на овој специјалитет користат јагнешка глава и нозе.